До каде сме со пресметките, Голави? До утре наплодно ќе бидам готов другарски реден. Вестник во одделението за промет не ке може да го сведат годишниот биланс. Знам, друже шефе. Треба да се работи, Голави. Јас ќе работам и дома поплодно, се разбира. Мора тие сметки утре точно во 12 часот да ги имам на моето биро. Добро, друже. Каде се Сандра и Марко? Не знам, друже. Готово и овој ден помине уште 20 минути. Простете, дружар шефе, овој мој клопотарник многу бјаса денеска. Не ви е точен сатот, колега. Како? До крајот на работното време има уште точно 23 минути. Па добро, тоа е исто, дружар Спиридон. Не е тоа исто, не. Не е во прашање времето, туку принципот. Колешке Сандра, колку покажува твоето саатче, ти моля? Изгледа застанал, друже. Сигурно си заборавила да го коордисаш. Саатот треба да се коордисува на секои 24 часа. И тоа секогаш во исто време, во секунда точно и внимателно. Дозволи. Ете, готово. Чука? Чука. Навистина. Срце му е малечко. А не може да ми се пресекува. Шефе, Да. сега што ќе типуваме на Самдорија Јувентус. Ма што има да мислиш? Еде. Еден, а? Добро, дека... Еден? Колега Голаб, Да. Знаете зашто? пред малку телефонираше жена ти. Мината недела имахме успех. Ме замоли да ти кажам кој ќе излегуваш од работа да ја купиш сода бикарбона. Да. Благодарам, знам веќе си имам запишено. Систем е од... Пак ли ќе падне нека тортичка? Што значи од? Да. Пати мене од 4. Прво мислела да направи блиц торта, па се премисля. Сега ќе прави царска торта, но без јајца. Па затоа и треба сода бикарбон. Да, и мене ме покани. Но мене вечерва ми доаѓа мајсторот Рампо. Не, ово за... Треба да се договориме за гробот на мојот покоен Аврам. За... Не, Инта, тој не е лесно. Мене овој Лацио ме пука. Ама што има да те боли? Пиши 0. Добро, 0 овде. Веќе имаме 5. Ни треба од... Како алтернатива. Дозволете да ви кажем. Не, Видите, не мора да ме глова ова колона ако имаме 3 нули. А ти компонираш, колега Голаб? Јас? Не. Мене мојата мимоза ми рече да ја препишем песничка во другарот Славик. И тој е наставник по музика, како и мојата мимоза. Синеќе, бевме во пост, така. Може да ја погледам песничката? Да. 3, 4, 5 и 2 нули. Ја мислам да 2 нули. Ова мора да може да има. Затоа што веќе е четврта... Облечи се во ново. На реверот стави цвет. И со поглед детски појди низ овој наш свет. Убава песничка. Уште Рома Милано и 20 милиончиња. Пиши 0. 0. Готово. Овој пат добивме. Што ќе правите со тие силни милиони, шефе? И ги ставиме во заедничките фондови, Сандриче. Ќе достасаат ли за Палма до Мајорка? Ништо тебе не ти достасува, Сандра. Ништо. Мислам дека денеска ќе ми дозволиш да те префрлам до дома со мојот стојде. Благодарам. Така се чувствувам умор. Тогаш, ајде. До гледање, Марко. До гледање, шефе. Браво, друже Голабе. До гледање, друже шеф. Чао на сите. Чао, Сандра. До гледање, колешки Сандро. Една вистина, згодна соседка имаш, Голабе. Но знаеш што? Тој, иако е се уште беќар, слаб е за не. Тој досега требаше да се ожени со кога... Да! Да, молам. О, мимоза! Добар ден. Здраво. Да. Сакаш да зборуваш со Голабе? Во? Аха. Добро. Добро, ќе му кажам. Разбери. Здраво, мимоза. Голабе, братче,
Жена ти те подсетува за некаква сода бикарбона. Знам за тортата. За каква торта? Царска без яйца. Со сода бикарбона? Да. Кога не е со јајца се клава сода бикарбона. Аха. Мојата мимоза прави правокласни торти. Пред се сиде царски торти. Шах торта, Микадо торта, Наполеонова торта, потоа царска со јајца, царска без јајца, па торти во боја, црна торта, бела торта, цилиндер торта, триаглеста торта, квадрат торта и се разбира мимоза торта, нејзина оригинал торта, специјалитет, Марко. Некако чудно ми изгледаш овие денови. Не знам, Марко, се чувствувам мощно и добро. Крепи се, старе, крепи се. Да. Добро, ќе бегаме ли сега? Имам само уште 3 графи да завршам, Марко. Да. Добро. Ајде, јас отидам. Горе. Ајде, здраво. До гледање, Марко. Ti već ja peglaš tantelata, golapčo. Vnimavaj, miličok, tantelata je najdelikatna za peglanje. Да, мимоза. Јас особено внимавам при пеглањето на тантелата, како и секогаш.
Затоа и најпосле оставам не. Само да не ти е прегреана пеглата, миличок. Не, мила. Температурата е точно како што пишува во упатството за пеглање. Материјали од Диолен. Dobro, dobro. I jaz povek nema da vežbam. Dosta je za danas. Pa i tako utra nemam časovi u učilište. Ti sviram nešto drugo, klasično. Sakaš li, Golapčo, da sviram nešto od Brahms? Ili od Chopin, miličok, a? Тоа што го сакаш ти, мила, свирив. Dobro, togaš prvo ki sviram nešto od Brahms, a potom nešto od Chopin. A posle ke svaram kafe. Kafejce. Ne li, Golapčo? Добро, мила. Golapčo, сега се сетив, миличок. Кога переш долна облека, немој да ставаш во перачката машина детергент со мирисна ружа како последниот пат. Да, мила, последниот пат ставив во машината за перење детергент со мирис на ружа. Како што ми кажат и мила. Да, но во иднина ми се чини дека подобро ќе биде да ставаш детергент со мирис на темјанушка, например. Мирисот на темјанушка е некако попријатен, подискретен. Навева на пролет, на рана пролет. Да, во иднина ставај детергент со мирис на темјанушка, миличо. Добро, мила. Во иднина ќе ставам детергент со мирис на темјанушка. Ма, забележи си во подсетникот, Голапчо, да не забораваш, миличо. Секако ќе си забележам. Да. Детергент? Да. Со мирис Темјанушка. на темјанушка. Так. Добро, миле. Така. А сега нешто од Шопен. Шопен. А Брамс. Брамс е Брамс. Но Шопен си е сепак, Шопен. Не ли, Голапчо мил? Да, мила. Шопен е Шопен. Голапчо, знаеш што, миличок? Нели сепак е подобро да направам царска торта со јајца, како што мислев, отколку царска торта без јајца, како што се премислува, а? Па, сепак царската торта со јајца е царска торта со јајца, а царската торта без јајца е царска торта без јајца, нели, Голабе мил, а? Да. Па ти веќе си готов со пеглањето, миличок. Колку убаво си ја испегла завесата, тантелата особено. О, преубаво. Само, сега ќе треба да се намести, миличок. Само, внимавајте, молам, тоа многу внимателно треба да го сториш. Да, мила. Треба убаво да се распореди. Јас Нели? особено внимавам на тоа. Многу. Само, мила, те молам, ако сакаш малку да ми помогнеш. А во меѓувреме јас ќе направам кафе. Да. Кафенце за вацата. Добро, мила.
Sandra, draga, Bravo, poveli. Ne, ja se brzam, znaš. Dođem samo na čas. Sad kad nešto da te zamolim. Ajde, vlezi natrag, nisam Sandra. zavlezila. A na vlezite, mola, Dobro, ajde. Zdravo, kolega Golub. O, zdravo, sosedke Sandra. Prošto me, ja sam oko sum zapaten. Zimave. Ništa. Imam jaz iskustvo u ovoj rabota. Впрочем, јас веќе и при крај сум. За мојот Голуб тоа навистина не е ништо, драга. Погледни само колку убаво ја испегла за весата. Погледни. Да, прекрасно. Само, јас сепак пред малку се исплашив да не падне. Ама седни, драга Сандра. Ама не. Загубила ми моза. Ма не сакам, не, знаеш. Брзам, јас само дојдов да те замолам за една мала услуга. Знаеш, брзам за на фризер. Вечерва доаѓа кај мине мајстор од Рампо. Да се договориме за гробот на мојот покоен Аврам. Аврамчо. Мимоза, сношти пак го сонувам. А досам веќе за на фризер. Знаеш, другарот Спиридон малку повеќе се задржа кај мене. Тој ме донесе со својот 101 од работа. Потоа дојде соседот Моне, фотографот. Ми ги донесе лично моите фотографии за новиот пасош. А по него дојде соседот Пејо. Го болел долниот, лев катник. Помагајте, вели соседке Сандра. Иако сум, вели, бивш командир на противпожарната служба, не можам да издржам. Гори, боли. Помагајте, вели, како знаете, гаснете. И ете, кај ме наостана цели 2 часа. А веќе досам за на фризер. Сакам да те замолам да ми дадеш малку сода бикарбона. Сода бикарбона? За торта? Ама не. Стомакот. Кисели. Стомакот. Ме мачи нешто и сум останала случајно без ниедно лажиче. Па се надевам дека колегата Голуб донесе. Како не, Да. имам. А јас пак се премислив. Нема да правам царска торта без јајца, туку со јајца. Одлично. Да, со јајца. Да. Значи сода не ми треба. Да. Веднаш ми. Миличок, донеси сода бикарбона. Да, колега Голуб, внимавај друг пат да не паднеш. Те молам, знаеш, лесно тоа може да се случи. Внимавам, јас. Мене тоа само еднаш ми се случи. Бум, трас. При тоа си го шинав само глуждот на десната рака. Ништо. Глуждот на десната рака. Мојот Аврамче. Исто така еднаш си го шина глуждот на десната рака. Знаеш, тоа се случи на денот на нашата свадба, кога требаше да ме внесе во нашата соба, а тој Сиден, малечко, го знаеш каков беше, слабичок. Ме крена и си ја шина раката. Се надевам дека мајсторот Рампо ќе му направи убав гроб. Знаеш, тој е солиден мајстор. Добар ли? Какви раце има. Рачишта. Бога ми. Повелико. Да, благодарам. Мимоза, прости. Благодарам многу. Сандра, Благодарам, повели. колега Голуб. Ма секако се само повели ти кај мене. Добро, слава. Готово, миличок. Готово ми. Ох, колку убаво си ја испегла завесата. Колку убаво паѓа. Пантеата. Голубчо! Соседката изгледа оставила некои стапалки. Ќе биде најдобро, миличок, да се помине со правосмокалката. Но баш ништо не гледам, мила. Има, миличок, има. Добро ми. А, и јас најпосле да го донесам кафенцето. Еве го кафенцето. Еве го.
odlično, Miliček, odlično. A сега ќе можеме да го испиеме моето кафе. Само да ја однесам прво смукалката на своето место и веднаш се враќам, бил. Не ли е вкусно? Много е вкусно, бил. Миличък. Щом ќе го изпиеме кафенцето, јас започнувам да ја правам тортичката. Само ќе морам малку да погледнам во готвачот. Царска торта без яйца. Еве, царска торта со яйца. Одлично, одлично. Еве, така да стане. Царска торта со яйца. О, миличок. Много убаво изгледа. Прекрасно. Како оригинална слика. Јулија, нежна, убава. А Ромео, млад, строен. Ај, природата наоколу. Како рајска градина, миличок. Ох, преубаво е. Знаеш што? Миличко, Да. јас мислам дека ако, како и досега, уште 3 попладнења и уште 3 вечери го везеш гобленот, ќе биде готов, миличок. Всушност, останува да се навезе уште јаболкото. Јаболкото, што нежната Јулија му го дава на свој Ромео. Што е, Миличок? Немам повеќе жолти и црвен конец за јаболкото. Ништо, милот мој. Па, во тој случај ќе биде најдобро да појдеш до центарот и да си купиш конци. Така, барем вечер ќе можеш да продолжиш со везењето, нели? Нели е тоа најдобро, голубче? Да. Тоа е најдобро, мила. А во меѓувреме, јас ќе ја направам тортичката. Ја направам тортичката.
Lapčo! Kje izlezeš li od sobata, Miličok? Veke odavna trebaše da si na rabota, golabe. Gledam jas, ti sakaš da se rasplačam, ne li? Evo, ti se rasplačam, živi mač. Što ke pomislat sosedite, golabe? Što ke pomislat kolegite na rabota, golabe? Što ke pomislam jas posle ova? Dojdete, drugar Pejo, povedete. Sada si, drugar, od mome, povedete. Moje to počituvanje, draga sosedke. Vi stojam na raspolaganje, jas ako treba i... O, ja sam zbuneta, drugar Pejo, ne, ja sam izgubena. Kade? Spavnata. To je dobro. Da ne izleze onaka od nebo pa pravo v rebra. To i za nas i za nego je podobra. Ti, sosedke Mimoza, napred. Hajde i Timure. Jas si gi sobu fičevlite da ne tropam. Vaka je celo utro. Ništo. Jaz go ponesov i moj pištol za sekoj slučaj. A jas go ponesov ovaj fotoaparat. Ako, na primjer, vaši od golub navali na nas onuš, jas vednaš čkrap i gotovo, će vas slikam. A potom ja će mu rečam, na zdravije slikanje golabe. Ako uspiješ da ne zakoleš, milicija te tja ima tvoja tabucka. Pa neka poveli togaš, neka udira koliko sak. Bez griža vi sosedke Mimoza, bez griža, jas... Ma to je Miren. Miren? Miren. Da, Miren, samo... Ete. Znači, Miren, a? Mone? Oboj gi će biti. Skrigo sosedke Mimoza ovaj šlem, samo nekada je ovdje u sobala da ni bide priraka. Da. Čovjek od te Miren, što je Miren, ama trubi. A što on trubi, to je može i... Ajde da ne rečem što. Tako, sosedke Mimoza, imate li vi vo kućava nekakva rakija? Pejo, nešto go stegnal zap. Dolioce, lep katlik. Da, eve, seušte mi je malko potečen. Kako ne, vednaške donesam. Včera, zaradi zabo, ispiv polovina kilo rakije. Što kaj sosedkata Sandra, što kaj mene. Povedite. Od izutrina ušte polovina kilo, ama zajedno sam one. Ja sinaku pretpladne, vo princip ne pijem. Da. Samo odpočic prema tebe, drugar Pejo. Ajde na zdravlje. Pa neka ti ozdravi zabod, drugar Pejo. Blagodaram. A ti, sosedke, ne piješ? A ne, blagodara. Ako, ne treba da se navikneš. Rabota, da pobrzam. One, priključi go crevoto na vodovodната instalacija Vokujnjac. Ništo vije ne grižete se sosedke Mimoza, to je najobična rutinska rabota, ništo vije ne grižete se. Ama ne grižete se koga vi velam, pa сега i ako kapne malku vode. Gotovo. Odlično. A сега odi i trokni na vratata. 3 pati. Tak. Jas? Zašto jas? Pa nekoj mora da je. Pa vnatre je golap. Pa sigurno neko, zašto ќе tropaš. Znači jas tropam za golap da izleze. Da. A koliko pati trebaše da tropam? 3 pati de budala.
Здраво, Голабе! Моето почитување, соседе Голаб. Ние дојдовме, како да кажам... Шувме како трубиш. Ама убаво трубиш, другар. Да, многу убаво. Ништо особено. Секој си има своje хоби со се спева. А јас ете трубењето во труба. Што пиете? Ете, малку ракичка. Тео, го боли долниот катник. Мимоза, тури им на соседите уште по една чашка. И јас би сакал нешто, мимоза. Ти секако ќе се напиеш минерална вода, како и секогаш, миличок, нели? Не, мимоза. И јас би сакал чашка ракија. За почеток. Да, веднаш. Обично јас послужував кога ќе дојдеа гости. Но сега не смеам. Кутрата моја мимоза. Таа послужуваше само торт. Еве, например, денес попладне, како и обично, јас требаше да перам, а потоа да го жицирам паркетот. Но сега и едното и другото не смеам да го правам. Хобито не сме да се запостави. Човек 2 дена не дува и веќе не чини грлото. Не е како порано. Кондицијата мора да се одржува. Ајде, на здравје. На здравје. На здравје. Мимоза, тури уште по една. Ти, Голабе, слушаме и гоблени си везел, а? Да. Тој е скоро готов. Но сега исто така не смеам и да везем. Аха. Зошто, миличок, да не смеш? Па, остана да се навезе уште јаболка. Знам, мила, но не смеам. Уметноста бара жртви, мила. За тоа секоја чест, другар Голаб. За тоа да знаете дека јас ве почитувам. А вас, многу почитувана соседке Мимоза, посебно. Посебно зашто и јас, како и вие, обожувам. Сакам музика. Јас, знаете, како бил исклучиво оперски арии. Дозволете. Уала, 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 уала.
Не сум вежбал одамна соседки мимоза. Затоа. Ништо, другар Моне. Јас ќе ви дадам некој јари. Тоа благодарам. Ни вели мене соседот Пео. Мораме да ја помогнеме на соседката Мимоза. Молеше жената за интервенција, а јас му велам, ако треба, за соседката Мимоза, јас лично главата ќе си ја ставам в торба. Незиниот голод може и со гол нож в раце да не пречека од улавиот и пијаниот бега, што се вели, ама не е важно. Јас... Пардон, господине, другар Голаб, пардон, ми се испушти, јас, знаете. Изглед малку повеќе сум испил. Јас, другар Голаб, нели... Ништо, ајде, добро. Голабе, другар, слушај ти, јас и овој Моне сме тука, гледаш. Тука и твојата другарка сопруга, другарката Мимоза, нели? Јас сум тука, Голапчо. Да. Ние, јас како председател на куќниот совет и овој Моне како член, така да се рече, сме задолжени за куќниот ред, нели? Слушај, Голаб, не може тоа така. Навистина не може. Хови, во ред, ама не може кога ќе ти текне. Ние чувме. И ти самиот си призна, а и Трубава е тука како карпус деликатес. Куќниот ред мора да се почитува, брат. Не може да се труби пред 6 часот изутрина. И потоа од 14 до 16 часот напладне и се разбира навечер. Нели, Голабе, Бриши го тоа. Како? Бриши го тоа. Тоа за мене не може. Да го бришам, Бриши го. Браво, другар, браво. Тогаш, другар Пео, ние да пивнеме уште по една, Јас мислам дека добро ја свршивме работата соседка Мимоза, а сега ние да си одим, Но... Без грижа соседке Мимоза. Ова мора да се овековечи. Една заедничка фотографија после добро свршената работа нема да биде на одмет. И така, еве, фотоапаратот ми е при ръка. Арно ти текна, Моне, ајде, браво. Соседката Мимоза е многу фотогенична. Таа и незиниот голуб ќе видат овде, повелете. Така, а ти, другар Пео, застани овде, јас ќе клекнам овде. Само момент да го наместам фотоапаратот. Внимание, поблиско така, веднаш, така, само момент, така, и трубата, апсолутно треба да се види и трубата. Пазете, поблиско, другар Пео, пиленцето ќе летне од тука. Ќе ви молам, малку, насмеонете се, така, внимание, смерка, сега доаѓам, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, готово, на здравје. Хајде сега да си одиме, само
Да не го заборавиме црево, другарче. Не. Ајде. Zdravo, Marko. Dobar dan, mimoza. Dobar den. Doma li je golub? Doma je doma. Mi isprati Spiridon za onije materijali. Ti si razgovarao po telefon sa njegom. A, da. Веднаш ќе ти ги донесам. Kako ti izgleda, Marko? Normalno. Normalno. Da. Malko je čudarno, to ne je ništa. Sine, kad se vrati od čaršija sa ova truba i od toga trubi. Trubi? To je bolen, Marko! Ajde, kako bolen. A miren, vnimatelен kako i sekogaš, no ne, kako što beše ne. A ja se te nikako ne možem da shvatam zašto mu se sluči ova nemu, ama zašto? Nemaše nikakvi prethodni znaci, Marko. Ama nikakvi. Drugo je, koga onoj mojom kolega biologot Lazar će se mrdna. Vopšto ne se iznenadiv, ne. To je nasvata sopruga, koleška ta Morfa. Na jedna učilišna večera i frli parče torta v lice, Marko. Vpročem i niko ne se iznenadi. Najmalku Morfa. Taduri reče, normalno što dojde do toga. A mojat sekogaš fin, vnimatelен. Da, vnimatelен. Tvoja ta coca sekogaš mi veli. Tvoj od golabe vistinski golab mimoza. Blaze si ti. Evo ги материјалите, Марко. Прощавајте, другар Пејо. Прощавајте вие, другар Марко, другар Голаб. Прощавајте вие, многу почитувана соседке мимоза. Што се однесува до килинот еден сунџер, а може и една крпа, ќе поминете неколку пати и готово. Готово. Што ќе правите? Нема човек од искуство. Ајде, земај го црево. Ајде си, оди. Завис. Ние сега заминуваме. Ако треба, повикајте ле пак. Слободно. Благодарам ga te. Ајде. Браво. Здраво. Победите. До гледање на сите. До гледање. До гледање соседки мимоза. До гледање. Ајде, здраво. До гледање на сите. Dobro. Да одам да позборувам со него. Оди. Па знаеш, голабе, дека ова трубење од добро ти стои? Не знам јас, кој знае колку да трубам. Свирам онака без ноти. Не е кој знае што. А ќе се усоваш. Добро е. Чудно, Марко. Вчера се сетив дека имав некоја труба кога бев мал како дете. Мора и ти за тоа да се сеќаш. Па во тоа време игравме во чаир. Труба, беш. Чекај, не. Немаше ти труба, голабе, туку брат ми Джоле имаше. Да, Вујко ми Тодор му ја донесе од Америка. Мене ми донесе барабанче, а нему труба. Не, трубата имав јас. Не, на брат ми Джоле беше труба. Ама одлично се сеќа Марко дека трубата имав токму јас. Слушај, стар мој. Ние сме стари другари.
од детството, од нашиот чај. Јас мислам... Знам, Марко... Мислиш дека сум малку мрднат. Знаеш што мислам? Мислам дека еден разговор со кумот на брат ми Джоле, докторот Балабанов, не би ти штетил. Знаеш на кого мислам? Дојде еднаш во нашата канцеларија со Джоле. Те запознав со него. Да. Се сеќам, имаше некој Брадулч. Тој со Брадулч. Да. Јас би го замолил да намине на една посета. Еве да речеме, ако може денес приквечер да дојде, а? Зашто да не, Марко, само кој слободен нека повели. Многу интересен човек. Да. Ќе ми биде интересно. Да. Знаеш, имаш право. Онаа труба од детството сепак беше твоја. А брат ми Джоле имаше дрвен конј. Да, се сеќавам. Дрвен конј му донесе војко ми од Америка. Зошто, Марко? Трубата имаше брати Джоле. Ма сега одлично се сеќам. Тој трубеше во трубата, а ти удиреше во барабанче. Да, јас ударав во барабанче. Така беше. Така ли? Добар ден, Голабе. Добар ден, Марко. Добар ден, шефе. Добар ден, службеници. Добар ден, музиканти. Си свирите, а? Ако свирете си, да не ве вознемиривме. Ако треба, ние можеме и да излеземе. Си свирите во дуетче. Убавите тие. А ваму канцеларията празна, сметките недовршени, предпријатието трпи, ама ништо за тоа. Што е тоа во споредба со уметноста? Кој може тоа да ви го земе за зло? Срамота. Срамота, Голабе. Срамота. Треба да се работи. Не може секој да труби. Се знае кој може да труби. Ај ти, Марко. Вамо ми се тапанчиш, а ни 5 погодци немаме на спортската. Самдорија, Јувентус ти 5-1. Жеми стена ми! Јувентус треба со 4-2. 4-2. Сум нашла со кого да играм спортска. За спортска треба концентрација, калкулација, комбинација, а не чукање во тапан. Ајде, пак ме фати. Сандра, донеси ми малку вода. Диши длабоко. Не диши. Благодарам, мимоза. Ајде. Благодарам, мимоза. Ајде сега диши. Добро бе, Голабе. Што е ова што ми го правиш, Голабе? Срамота. Како децата се расправаме. Ајде на работа, бе, Голабе. Пламне. Денот помина. Ако не дојдеш, Голабе, ние можеме и поинаку со тебе. Да знаеш, во секој случај ова лошо ќе се заврши за тебе. Но треба честно да се работи, Голабе. Но јас честно трудам, другар Спиридон. А бидејќи трубењето мене ми е работа, јас честно си ја вршам работата. Оно што требаше да се сврши од онај друга работа, јас честно си ја завршив. Сега од линијата за промет ќе може да си го сведе годишниот биланс, а јас ќе можам да трубам. Спирайте се, друга Спиридон, спирайте се. По едно парче торта да ме Ама вие, сите сте решили да ми удавите. Немој да драматизираш, не е отровно. Ма престани да збориш, што луди ме попреки. Попреки.
Посилно! Шефе, јас размислив малку и ако ме служи и сеќавањето, вие типувавте еден. Што? Па вие типувавте еден на Самдорија Јувентус, а јас ви реков 2, тоа се знаеше. Марко, 4-2. Немој беј ти! Јас сам од принцип... Марко! Ама спире, не возбудувај се, те молам, не возбудувај се. Тоа е... Покоен Аврамчо, исто така многу сакаше блех музика. Тој секој неделно предпладне одеше во градскиот парк. Сандра! Сандричке! Прости, спире, прости, те молам. Што да правам? Мојот покоен Аврамче. Се возбуди. Музик. Спире, доди ми на она француска изложба за француски намештај, а? Знаеш, француски кревети, широки, меки. Сиромашкиот Аврамчо, тогаш немаше француски кревети. Може би и затоа тој. Ето така. Сандра! Ај... Тоа е ептен онака. Јас се разчувствува. Аврамче! Голапчо. Не знам дали е баш онака. Кој знае? Не, за прв пат ми изгледа згодно. Баш е сладок. Сладичок. Ајде, Сандра. Ајде веднаш. Благодарам, мимоза. Што, драга Сандра? Прости. Ви благодарам. Витхвен. Што дојдовте. Ништо, Мимоза, драга. Сега би требало да си ја могла бе... Ајде. Така... Посвирахме што посвирахме... Еве, кога те гледам од оваа страна, ми изгледаш некако тажен. А сепак ми се чини дека ми изгледаш и некако среќен. Кој знае? Сепак нема да го замолам докторот да доаѓа. Мислам дека е така подобро. И јас така мислам, Марко, дека е така подобро. Што да ја млечам на работа? Добро, големе. Ајде, здраво. Здраво, Марко. И ти ли ќе си одиш, Марко? Морам. Едно парче торта да те поставам. Не, благодарам, не треба. Ќе завиткам во хартија, Не треба. Ако, за Ама речињата. не треба. Беше до гледање, Марко. Сите си отидоа, голабе. Да не си гладен. Можам да направам торта. Можам да направам рококо торта, например. Или венецијанска торта. Тортата рококо е мощно атрактивна, миличок. Се мешат 6 јајца, потоа од озгора и од страните
se ukrasuva so pol žavčinja od čokolado, a potom se posipuva so melen lešnik. A pak venecijanska ta torta, ta se pravi so 9 jajca. Karamel od šeker i od bade. Na vistina ne znam za koja torta da se odlučam. Na vistina ne znam. Golabe, pa ti mene ne slušaš.